Прво и основно како правнук кој што има потекло од баш од тие, ја не би го нарекол егејскиот затоа што тоа е и дури навредливо, се знае беломорскиот крај. Мојот чукун дедо е од Гуменџа, мојата прабаба од Кукуш. Сите се дојдени тука, се знае зашто се дојдени и како се дојдени. Не би го коментирал сето тоа затоа што мислам дека е перфидно и навредливо и сметам дека никој не сме, особено не македонец, да си дозволи такво нешто. Дури е безобразно од страна на господинот Костовски, кој што знаеме беше и градоначалник на Скопје, кој исто така мислам дека е тоа за осудување и сите оние ликови кои што го мислат истото, кои што се дел од сета таа агенда, мислам дека треба малце да се остават прстот и да се запрашаат што прават. Не се само интересите во прашање, туку се работи за македонската држава. А дека има македонци. Колку сме, толку сме, има македонци овдека, кои што си ја сакаат Македонија. Дека делењето на македонците според нивното потекло е дискриминација, дали мислите дека господинот Костовски треба да се извини? Па треба да се извини, а дали ќе му се прифати извинувањето, тоа не знам, треба да размислиме, затоа што јас имам и пријатели, и албанци, имам и турци, и роми, сега да не ги набројувам и бошњаци, кои што го делат моето мислење и такво нешто, значи, за нив е неприфатливо, тие си ја сакаат Македонија. Делењето, значи, на македонците по било кој основ е преседан за мене. Значи, македонците не се делат на пиринци, егејци или вардарци. Или пак горанци, како што се нарекува. Македонците се македонци и секаде се македонци. Не е важно во кој дел живеат. Сите ние кои што сакаме заедничка Македонија, значи сме таму и треба да се чуе нашиот глас како македонци и сметам дека не треба да се коментира околу сето тоа. И сето тоа е, мислам, како тоа му го нарушува, не ми е јасно. Тој истиот господинот Трифун Костовски пред 10 години исто така се залагаше околу рамковниот договор и го критикуваше рамковниот договор. Значи, која е поентата на се ово? Ја во моментов ја знаеме која е поентата, нели? Но ние како македонци на никого ништо не правиме. Никого не дискриминираме. Ние само сакаме да си ја зачуваме нашата држава. Како патриоти. Тоа е најнормално да бидеш патриот. Се работи за мајка Македонија. Ако ја немаме Македонија, ништо немаме. Они удираат на тоа, на јазикот и на државата. Пред се, нели, самата агенда на Сорос уште пред една деценија е дека не треба да се смени знамето, односно да не се врати старото знаме од Кутлеш. Исто така грбот, лавот не смееме да го имаме, доколку го имаме тоа ќе си имаме проблеми. Тоа се нивни изјави и цело време они сето тоа како план и како идеја го спроведуваат, да.